Драги наши, добар ден и добро дојдовте во уште една епизода на програмата Жени со надеж. Се радуваме што сме повторно заедно за да размислуваме и разговараме на нови теми. Поздрав и од мене. Ви благодариме што одвоивте време за нас. Ке се потрудиме да бидеме информативни и интересни преку денешната тема. Денес ќе се занимаваме со тема која е исклучително важна за мајките, бабите, тетките и сите жени кои учествуваат во воспитувањето на децата. Така е, денес зборуваме за воспитувањето на децата. Верувам дека сме постојано изложени на оваа тема. Од разни модели на воспитување, па се до подсетување за детските права, разни резолуции, психолошки основи и слично. Затоа ќе биде интересно сето тоа да го согледаме и ние, како низ научниот аспект, што ќе ни го приближи нашата Моника, така и низ вистините запишани во Библијата кои се однесуваат на оваа тема. Не знам како е кај тебе, но кога јас ги воспитував моите деца пред 20 и повеќе години, развив некој свој модел и метод и не се измачував многу со научните теории и советите од ТВ емисиите. Ми се чини дека така функционираат повеќето родители, барем оние кои јас ги познавам. Ние имаме свој темперамент, свој систем на вредности, свој сваќања и во согласност со тоа развиваме и метод кога се во прашање нашите деца. Од друга страна, секако е значајно да ги слушнеме и уважиме и советите од другите, но во онаа мера која нам не изгледа корисна. Целосно се согласувам со тебе. Така се однесував и јас во однос на воспитувањето на моите деца. Кога ќе се роди детето, никакви школи за родителство не помагаат додека човекот не стекне собствено лично искуство и во однос на тоа не почне да го развива својот модел на однесување кон детето. Нашите семејства се толку разновидни што е невозможно да се најдат идентични семејства, а детето секако учи не само од она што го слуша од нас, туку многу повеќе по пример, според она што го гледа од нас во семејството. Но секогаш бев против оние родители кои слепо препишуваат некои методи и учат од некои книги за кои често, по некое време, ќе се утврди дека биле погрешни, а вие тогаш не можете да го побиете сето она што веќе сте му го кажале на своето дете и на што сте го учеле. И јас го мислам истото. Пред известно време гледав една емисија во која беше представена споредбена студија работена во САД и Индија на тема раното одвојување на децата од родителите и спиењето во одвоени соби. Бев целосно изненадена од резултатите на истражувањето кои покажуваат дека децата кои спијат во просторија со своите родители се многу позрели и посамостојни. Децата додека се мали, често се во страв дека се оставени, имаат лоши соништа, се борат со страв од мрак и како такви многу стресно го поднесуваат одвојувањето од родителите и спиењето во друга соба, во мрак сами. Кога ќе се исплашат, доволно им е само некој од возрастните да ги допре, да ги погали по косата, да ги гушне и веднаш заспиваат. Додека спротивното создава однесување кое е последица на траума, па децата покажуваат некои облици како што се агресивност, несамостојност и потребно им е многу повеќе време за да се одвикнат од пелени. Има логика да е така. Туку ние имаме модерна филозофија на животот која постојано не принудува на некаква самостојност од типот. Имај време за себе, одвој се од останатите, не ти треба никој. Јас сум со старомодни сваќања. Излегува дека нашите патриархални семејства и недостатокот на простор во куќата биле скапоцени за пораснувањето на децата. Секогаш имало некој тука бебето да го земе, да го погали, да го допре. Навистина треба со резерва да се прифаќаат сите тие совети што ги нудат инстант научниците, кои ги засновале своите препораки и модели на некоја теорија. Уште еден битен критериум. Проверете дали тие што пишуваат книги и секакви препораки умееле да ги воспитаат своите деца? Дали воопшто ги имаат? Некогаш е лесно да се биде паметен кога на другите им делиме совети, но дали е тоа навистина така во реалниот живот? Гледам дека и денес ќе ни биде интересно со оваа тема. Ќе ги посветиме наредните 20 на минути за воспитувањето на децата и верувам дека ќе имаме прилика да научиме нешто ново и да примениме и промениме нешто во нашите семејства. Во следниот дел продолжуваме заедно со Моника.
нас и денес ќе биде нашата Моника, која е задолжена за научните дефиниции, информации и истражувања. А потоа оваа тема ќе ја истражиме низ светлината на Светото писмо. Моника, добре дојде. Дали можеме веднаш да почнеме со дефинирање на поимите? Ви благодарам на поканата. Се надевам дека ќе одговарам на задачата и дека нашите слушателки на крајот од денешното дружење ќе бидат побогати со нови информации, со знанија и дека можеби тоа ќе влијае да променат некои своји ставови и начинот на однесување кон најмладите членови на семејството. Можеме да започнеме со дефинициите кои не се секогаш најинтересниот дел од нашиот разговор, но не можеме без нив да продолжиме понатаму и да бидеме сигурни дека добро сме разбрале. Значи, дефиницијата на поимот воспитување подразбира во најширока смисла свесно, намерно, систематско и организирано делување кое се презема во однос на воспитаникот. Во нашиот случај, детето. Тоа е процес кој е карактеристичен само за човекот како живо битие и е присутен од самиот почеток на постоењето на човечката цивилизација. Започнало како намера на наредното поколение да му се пренесат знаењата, вештините и вредностите од постарите, за да ги подготват за опстанок. Воспитувањето може да го поделиме на 3 фази. Прва фаза е усвојување знаење и навики, развивање на физичките и психичките способности и формирање карактер и поглед на светот. Постојат ли различни модели на воспитување? Да, денес најчесто се зборува за 4 основни модели. Авторитативен. Авторитативниот родител смета дека детето треба да ги почитува правилата без исклучок. Кога детето ќе праша зошто, типичен одговор е зашто јас така велам. Акцентот не му е на преговарањето, туку на послушноста. Па детето не учествува во решавањето на предизвиците или пречките, наместо тоа, родителот го има главниот збор и јас носи одговорноста. Покрај тоа, познат е по примената на казна, а не по коригирање на однесувањето. Таквите деца кога ќе пораснат имаат проблеми со самодовербата, слепо се придржуваат до строгите правила, покажуваат известна агресивност во однесувањето и често посегнуваат по лаги, бидејќи се плашат од потенцијална казна. Авторитарен, демократски. Авторитарен или демократски, тоа е родител кој поставува граници и ги појаснува последиците од лошото однесување, но сака да ја слушне и другата страна. Има разбирање за чувствата на детето, меѓутоа му става до знаење кој се прашува за се. Се труди со разговор да ги спречи немирите, а со пофалби или награда го поттикнува доброто однесување. Научниците сметаат дека децата кои се воспитувани по овој модел израснуваат во зрели и одговорни луѓе, кои знаат да ги проценат ризиците и да ги изразат своите мисли и чувства. Пермисивен или попуслив е родител премногу толерантен, па дури кога ќе настане проблем, сериозно се вклучува во воспитанието на детето. Склон е да премине преку лошото однесување со коментар дека се е тоа за деца. Дури кога ќе укаже на последиците од лошото однесување, не истрајува до крај. Доколку детето моли и вели дека тоа повеќе нема да го прави, повторно се му е дозволено или може да излезе од ќошот. Неговиот пристап е повеќе пријателски отколку воспитан и децата кои се воспитувани по овој модел израснуваат во луѓе кои имаат проблем со прифаќање на авторитет, може да имаат проблем со самодовербата, а некогаш тоа се манифестира и со дебелина. Занемарувачки е родител кој не е запознаен со тоа што прави неговото дете. Не поставува правила, не го насочува детето, ниту му посветува доволно љубов и внимание. Смета дека детето само ќе се одгледа, па не вложува време и енергија за да ги задоволи основните потреби на детето. Најчесто не го прави тоа намерно, туку се во прашање здравствени проблеми или употреба на прекумерно количество лекови, или пак родителот е презафатен со работата и потребата да заработи за потребите на детето. Овие деца кога ќе пораснат имаат проблем со самодовербата, не постигнуваат успех во текот на школувањето и може да се случи да имаат проблеми со однесувањето.
Веројатно повеќето од нас се некој микс од овие модели. Во секој случај, мене ми беше баш корисно да го слушнам ова и да размислам што би било најдобро за моите деца. За крај на овој дел од нашиот разговор, можеме ли да слушнеме нешто за тенденциите во современото воспитување, што можеме да очекуваме и што треба да направиме за нашите деца и нашите млади да добијат вистинско воспитување, а ние добро подготвено поколение за иднината? Во последно време се повидливи се проблемите во однесувањето кај младите кои може да се поврзати со отсуство на квалитетно воспитување во периодот на детството. Под проблеми во однесувањето се подразбираат непочитување на правилата, домашните и училишните, спротивставување на авторитетот, вербална или физичка агресија, уништување работи, лаги, манипулации, кражби, злоупотреба на психоактивни супстанции, завист од интернет, игри, отежнато завршување на училиштето или откажување од школувањето, како и однесување кои се во судир со законот. Ова се секако најизразените проблеми на денешницата. Има и такви кои се помалку изразени, но не смееме да ги занемариме. Основата и темелот на целокупното воспитување се поставува во семејството. Семејството е слика и огледало на воспитувањето на младите. За жал, денес многу семејства се во криза, дисфункционални. Родители се борат за екзистенција, за кариера и немаат доволно време за своите деца и нивно воспитување. Бидејќи семејството е во криза, тежиштето на воспитувањето на децата се префрла на училиштето. Меѓутоа, наставниот кадар не е доволно мотивиран за својата работа, па тешко е да се очекува нивно максимално ангажирање во решавање на тешките и се потешките воспитни проблеми кај учениците. Голем број наставници не се ниту доволно оспособени на соодветен начин да ги решаваат воспитните проблеми. Оние кои се мотивирани, обично немаат доволно време да се занимаваат со воспитување, бидејќи наставниот план и програма ги обврзува дека мора да ги обработат образовните содржини од обемните наставни предмети. Покрај семејството и училиштето, значајна улога во воспитувањето на децата имаат и медиумите, врсниците, како и општеството во целина. Во случај кога е потребна помош, доколку се појават некои облици на однесување кои се неприфатливи, потребно е да се обратите кај психолог или психотерапевт, како за семејствата и родителите, така и за децата. Ми се чини дека слушнавме доволно информации на оваа тема за денес. Моника, многу ти благодарам што беше со нас и што ни објасни некои работи за воспитувањето на децата, кои верувам не ги знаевме во целост. Ова е тема за која би можеле уште долго да разговараме и верувам дека ќе имаме прилика. Ви благодарам на поканата, секогаш ми е интересно и убаво држењето со вас и со нашите слушателки. Се надевам дека овие наши теми ќе ги потикнат да ни се јават и да предложат некои од темите, а ние сме тука да одговориме на најдобар можен начин. Фала ти, Моника, а ние сега продолжуваме со следниот дел од денешната епизода. Драги наши, се надеваме дека сте се уште со нас, бидејќи сега тргнуваме на уште едно патување низ Светото писмо. Овој пат, меѓу приказните и стиховите на Библијата, ќе го побараме она што се однесува на денешната тема – воспитувањето на децата. Родителството на Божи начин е многу повеќе од едноставно воспитување на стрекни деца. Да бидеме искрени, живееме во тежок период и мораме да ги научиме децата цврсто да стојат во својата вера и тогаш кога животот задава тешки удари. Има доста места во Библијата кои зборуваат за воспитувањето на деца, а посебно Соломон зборувал за тоа. Така, еве некои стихови. Стапот и прекорот даваат мудрост, но момче, оставено без грижа, ја посрамува својата мајка. Казнувај го синот свој, и тој ќе ти даде мир и ќе ти донесе радост на душата твоја. Изреки 29, 15, 17. Или безумието на детето му е приврзано за срцето, но прачката ќе го отстрани далеку од него. Изреки 22, 15.
Не занемарувај ја, синко, казната од Господ, и да не ти е тешко од неговото укорување. Зашто кого Господ го сака, него и го кара, како и таткото синот свој што го љуби. Изреки 3, од 11 до 12. Стиховите што ги прочитавме делуваат прилично ригидно, налик на оној авторитативен модел на воспитување. Ако би им дозволиле на децата да исполнат се што ќе посакаат, би имале проблем. Накратко, нивните мали умови се уште се развиваат и созреваат. Ним очајно им требаме ние како родители за да ги водиме и поучуваме додека не бидат способни сами да носат одлуки. Учењето и поучувањето на нашите деца е наша одговорност. Размислував кој пример да го издвоиме од Светото писмо и се сетив на свештеникот Или и неговите синови. Тој некако ми остави најсилен впечаток по својот пермисивен и занимарувачки модел на воспитување, кога се во прашање овие нови модели на воспитување. Што се однесува до свештеникот Или, се согласувам со тебе. Мислам дека неговиот пример е навистина значаен за повторно да го прочитаме. За Или се зборува во прва книга Самуилова. Тоа е оној свештеник која видел Ана, мајката на Самуил, како долго се моли во храмот, но со шепот, па мислел дека е пијана. Неговите двајца синови исто така биле свештеници. Еве ја приказната во прва Самуилова 2 од 12 до 17. А синовите на Или беа лоши луѓе. Тие не го познаваа Господа и долгот на свештеникот кон народот. Кога некој принесуваше жртва, слугата на свештеникот доаѓаше со вилушка во раката, додека се вареше месото и ја спушташе во котелот, или во котлето, или во тавата, или во грнето. И што ќе извади вилушката, тоа го земаше за себе свештеникот. Така постапуваат тие со сите израелци што доаѓаат таму во Силом. Дури и пред да изгори лојот, слугата на свештеникот доаѓаше и му велеше на оној што принесуваше жртва: дај месо за печење на свештеникот. Тој нема да земе од тебе варено месо, ами дај сурово. И ако некој му речеше: прво нека изгори лојот, како што е редот, и после земи си, колку што ти сака душата, тој ќе речеше: не, дај сега, ако не насила ќе земам. И гревот на тие млади луѓе беше толку многу голем пред Господ, зашто тие вршеа неправда против жртвите Господови. И понатаму стихови од 22 до 25. Или пак беше многу стар и слушаше се што правеа синовите негови со сите израелци, и дека тие спијат со жените кои служеа покрај влезот во скинијата на собранието. И им рече: зошто правите такви работи? Зашто слушам лоши зборови за вас од сиот народ? Не, деца мој, не се добри гласовите што ги слушам за вас. Немојте да правите така, бидејќи гласовите што ги слушам дека вие не му служите добро на народот Господов не се добри. Ако човек сгреши против човек, ќе се помолат на Бога за него. Но ако човек сгреши против Господ, кој ќе биде тој што ќе моли за него? Но тие не го послушаа гласот на таткото свој, бидејќи Господ веќе беше решил да ги погуби. Точно, Или бил свештеник, а неговите синови биле лоши луѓе кои не го познавале Господа. Тие го крадале месото од жртвите и се однесувале надолично во храмот. Или слушал за нивните гревови, но само благо ги прекорил. Зошто правите така, синови мои? Тој немал авторитет над нив, бидејќи ги разгалил. Па, убаво заклучив на почетокот. Пермисивен и занемарувачки модел. Тие се воспитани со премногу слобода и гледаме дека нивниот татко кај нив нема никаков авторитет. Тој кој бил врховен свештеник и кој требало да има авторитет кај сиот народ, не успел да ги воспита собствените синови. Што е најлошо, тие со своето раѓање веднаш биле предодредени за улогата на свештеници, бидејќи свештеничкиот род се наследувал во рамките на племето Ароново. Не само што биле неморални, туку како такви добили и власт, односно положба, и тоа не световна, туку како духовни водачи. Голема била одговорноста на Или во овој случај. И Бог, кој гледа што се случува во домот свештенички, го праќа својот слуга за да ги предупреди да ги сподели со Или своите планови, кои не се пријатни за слушање, но се праведни. Стихови од 27 до 36. И дојде еден Божји човек кај Или и му рече: вака вели Господ: нели им се открив на твоите предци кога тие уште беа робови во Египет во домот на фараонот? И меѓу сите племиња Израелови нели ги избрав нив за свештеници, за да пристапуваат пред мојот жртвеник, да кадат темјан, да носат ефод пред мене?
Нели му доверив јас на татковиот ти дом еден дел од жртвите палени за мене од синовите Израелови? А ти зошто ги презре палените жртви мои и гледаш со ненаситно око на моите приноси, кои ги одредив да се принесуваат пред мене? И зошто ги предпочиташ синовите свој повеќе од мене, гоејќи ги со најдобрите делови од сите приноси од мојот народ Израел? Зато Господ Бог Израелов вели вака: Јас бев рекол тогаш, домот твој и домот на татко ти ќе одат пред лицето мое за секогаш. Но сега Господ вели: скраје да од мене, зашто јас ќе ги прославам оние кои мене ме прославуваат, а оние што ме презираат ќе бидат презрени. Ете, настапуваат дни во кои ќе го сотрам семето твое и семето на татковиот ти дом, така што никогаш да нема старец во домот твој. Па ти со негодување ќе ја видиш мојата сила и покрај сите добрини што Господ му ги направил на Израел, и за навек нема да има старец во домот твој. Сепак јас нема да ги отстранам сите твои од жртвеникот свој, но ќе оставам барем еден, за да ти пресушат очите твои и да ти ја огорчам душата, а целото потомство на домот твој ќе умира од сечилото на мечот. И еве ти знак што ќе стане со двајцата синови твои, Офни и Финес. И обајцата ќе умрат во еден ден. И ќе си поставам верен свештеник, тој ќе постапува по срцето мое и според душата моја, и неговиот дом ќе го направам цврст, и тој ќе оди пред мојот помазаник за секогаш. И секој што ќе остане од домот твој, ќе дојде да му се поклонува за сребрена парички парче леп и ќе рече: прими ме на некоја свештеничка должност, за да имам парче леп. Во наредната глава ќе видиме дека тоа и се случило. Синовите заминале со ковчегот на заветот за да му помогнат на народот во борбата против филистејците, но ковчегот бил грабнат, а тие обајцата загинале. Кога таа вест стигнала до нивниот татко, и тој паднал и умрел. Недостатокот на квалитетно воспитување има долгорочно влијание, и тоа не само врз една, туку често и врз повеќе наредни генерации. Затоа нашата одговорност е голема и значајна. Кога ќе го сватиме тоа, тогаш веќе ќе изградиме некој сопствен модел на воспитување во однос на своите деца. Не мора тој да биде како од книга, ниту научно заснован, но треба да биде заснован на одговорноста дека во своите раце и под свое директно влијание имаме дел од иднината кој можеме да го обликуваме. Она што ние денес можеме да го направиме за подобро воспитување на децата кои ни се доверени е да поминеме повеќе квалитетно време со нив, да ги сослушаме и да покажеме дека ги уважуваме и ги слушаме, да ги провериме медиумските содржини на кои се изложени и дефинитивно, интензивно и секојдневно да се молиме за нив. Ајде да го започнеме тоа заедно. Господе Боже наш, ти благодариме што ни го даде својот збор за да не подучува. Ти благодариме што ни даваш совети и разум за да ги прифатиме. Ти благодариме што ни ги довери децата за да ги воспитуваме. Се молиме да ни дадеш мудрост и истреност за да можеме да разбереме што и кога да направиме. Дај ни трпение во однесувањето кон децата и сила да не подклекнеме во молитвата за нив додека сме на оваа земја. Во името на Исус Христос. Амин. Драги наши слушателки, стигнавме до крајот на нашето денешно дружење. Ви благодариме на времето што го издвоивте со нас. Ако овие епизоди ви се од полза или имате молитвена потреба или сведоштво, пишете ни на социјалните мрежи Facebook и Instagram под името Жени со надеж или на нашата e-пошта zenisonades@gmail.com. Ве поздравуваме и ви посакуваме Божи благослови.